Разговори зад затворени врати да, но мора јавно да се знае дека нема преминување на црвените линии што се однесуваат на македонскиот идентитет, јазик и култура. А владата според министерот Муцунски токму тоа го прави, не сака да сподели детали за да не ги компрометира преговорите, но јавно вети дека попуштање за клучните прашања нема. Тоа што владата води разговори подалеку од очите на јавноста е целосно очекуван дипломатски потек, бидејќи во дипломатијата секогаш постоеле и ќе постојат преговори зад затворени врати, каде што полесно може да се објаснат позициите што некоја страна ги има. Експертите сметаат дека за вакви чувствителни прашања и повеќе од јасно е дека мора да има разговори на кои нема да влијае притисокот на јавноста. Апсолутно тоа е и очекувано. Јас очекував и во изминатите 2 години да имало такви, разговори за затворени врати. Секако битен е и јавниот дел за тоа што може јавност и граѓаните да го видат, меѓутоа мислам дека е неопходно за вака чувствителни теми да се разговара и зад затворени врати, надвор од очите и притисокот пред се од јавноста, и од таквите разговори можат да се изродат и добри идеи и решенија на проблемите кои ги имаме. Покрај евентуално одблокирање на европскиот пат, според Николовски, овие преговори може да донесат и бенефит за Македонија и на економски план. Може и други фактори тука да играат улога, кои што не секогаш имаат врска со главното прашање, тоа се прашањата како идентитетот, историјата и така натаму. Може тука да се вмешаат прашања од бизнес интереси, трговија, така да се е отворено во овие разговори. Изјавата на Муцунски предизвика остра реакција од опозицијската СДСМ, која обвини дека не постои земја во светот каде владата преговара за судбина на една земја, но тоа го прави тајно, како да заборавија дека токму тие така направија со Преспанскиот договор, договорот за добрососедство и на крајот со францускиот предлог, со таа разлика што сега владата кажа кои се црвените линии додека тие прегазија се. Сметам дека таа критика не е на место. Мислам дека и тие многу пати имаат преговарано кога биле во таа позиција, и за затворени врати. Имаше доста дискусии, меѓутоа мислам дека и тоа беше недоволно за такво големо прашање во тој момент. За тоа дека решение се бара зад радарот со цел старт на преговорите, неодамна говореше и евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас, кој индиректно најави дека е можно наскоро да се одблокира патот на државата кон Европската унија.